Жерновски. Абе да те прашам нешто, овој дедо ти беше доброволен български кмат на Скопје од 41 до 44 минатиот век? Не стварно имам нешто начуено, точно ли е тоа, бе? Сериозно, дали е точно? Дека бил градоначалник, твојот дедо български градоначалник на окупирано Скопје од страна на бугарските фашисти, кои што еден куп народни наши херои зверски ги убиваа полициите на Скопје од 41 до 44 година. Не, стварно, вистина е ова? Еве, ја не знам, ама и сум чул, и сум прочитал. Абе, дедо ти бил български кмат од 1941 до 43, како ли се вика тоа на бугарски, уште еден доказ дека јазиците не се различни, дека баш. Уствари, тие го прифатиле словено, тоест македонскиот јазик, се знае кои биле кога дошле 7 век, од кај припаѓале, кој им било потеклото, турко-монголско, дури после 2 века прифатиле христијанство. Ние више тука сме биле распиштолени, као христијани, више цркви сме имали изградено, ово, оно, они која се христијанизирале, цар Борис ги христијанизирал, дури 2 века подоцна у 9 век, мислам. Небитно. Така да и првите ханови им биле тие Маспарух. Не е битно тоа, него слушај, абе дедо ти бил доброволен български кмат од 41 до 43 в Скопје. Градоначалник на Скопје бил дедо ти, български. На българските фашистички окупаторски власти они си го избрале за градоначалник. Зошто бе си го избрале за градоначалник? Може биле на иста линија. Не, само контемплирам на тема дедо ти и бугарските фашисти кои што го окупираат Скопје. Немој да мислиш дека нешто, значи, чисто само контемплирам. Значи, еве, повикувам луѓе што знаат поише да кажат дали вистина дедо ти бил български кмат. Кмат. А контемплирам пошто ми текне дека и ти беше кмат на Скопје. Или на центар беше. Абе, битно беше кмат. Уствари на центар беше градоначалник. Извини што те унапредив малце поише. Да, на центар беше. Исто кмат. Абе, тоа у ваша фамилија изгледа као зараза е ова кметствово. Од генерација, од дедо на внук се пребацува. Не е битно кој е режим на власт, која е власта тука. Дали фашисти биле, дали комунисти, дали капиталисти. Вие, брате, фамилиарно сте кметови сите. Како бе ви успева тоа, бе, Жерновски? Дај бе, кажи бе, човек. Еве, у моја фамилија никој не бил кмат. Напротив, двајцава дедовци се бореле на страна на партизаните, јебига. И едниот и другиот дедо биле во народно-ослободителната борба на Македонија во разни бригади. Глупи ли биле да му еба мај? Не биле на линија изгледа со бугарски фашисти, па не успеале кметови да станат. Да му еба матер. Значи до кармата е, до судбината. Дедо ти кмет на окупирано Скопје од бугарските фашисти, значи го избрале бугарските фашисти да биде кмет. Моите дедовци беа партизани. 80 години потоа ти се уште цицаш за Жерновски, цицаш, вистина цицаш и тоа убаво цицаш, привилегии од твоите функции као внучена доброволен български кмат. И ме интересира дали нешто друго у животот имаш сработено освен функција. Освен функција на која што те назначила политичка партија. Дали има некоја друга функција у твој, некоја друга работа у твојот живот? Што знам? Да си немал пари као тинеџер, па си почнал да продаш клакер, сода, лимунада, си работел у кафич, конобар, у пицерија, конобар, или пицмајстор, или може би си работел некоја друга работа, појма немам. Си чистил теписи машински по фирми, или директно, како заврши факултет, директно одма на функција отиде. Ако добро се сеќам, така беше од прилика ти 35 години си на некоја функција. Да. Како ви успеа бе тоа да му ебем фамилиарно, а? Жерновски, жити мене, кажи ми ја формулата. Она, фамилиарно мување те лази, со генерации. Дедо, татко, син, после тоа на синот деца, внуци, итн. Правнуци. Све по функции си ги поминуете животите. Да е многу цицање.
Цицате, брате, и цицате, привилегии, цел живот цицате, партиски, функционерски привилегии, свака част. Свака част. И вие најдовте да зборите за криза. Ти најде да збориш за криза, политичка криза у Македонија, предвремени избори. Предвремени избори сакаш. Значи, тоа е желботекава сега. Оти ВМРО имал Мицковски нестабилна коалиција, и сега предвремени избори. За тоа ли сањате, бе? Тоа ли е музиката што сакате да ја слушате, предвремени избори? Абе, вие не сте ни на панеѓур да воднесе човека, не на предвремени избори. Као ликови, као партија, као кадар. Толку не чувствувате водамарите дека на луѓето име преку онаа работа више да ве гледаат на политичката сцена. Такви цицачи, како тебе, мислам цицачи на привилегии, немој да сватиш нешто сега ти у пежоративна, у некоја вулгарна смисла во контекст на Pornhub. Значи, свати го ова цицањево поише како у метафоричка, нели, смисла. Дека цицач на привилегии, 35 години, цицаш. Цицање е тоа, кога цицаш. Ама привилегии. Благодети политички, партиски. Да. И одеднаш малце ќе се осетите тескобно. Нема веќе, знаеш, одредени чешнички за цицање се секнати. И тогаш ви доаѓаат гениални идеи за предвремени избори. Чукнал часот, созрело времето. Види, Жерновски, ти многу добро знаеш, како што знаат сите повеќето. ВМРО ќе си го истера овој мандат гладко. И не само тоа. Ќе се направат такви работи, што без проблем ќе го освојат и вториот мандат. Еве, затоа што имав еден вирален пост пред 2 дена 3, за никаквото умерено Скопје и за предизвиците што го очекуваат новиот градоначалник, да не зборам пред избори, но се знае кој ќе биде. Тоа е моја прогноза, уствари нема што да не зборам дека Орци убедливо ќе го добие градоначалничкиот мандат. И кога зборував за предизвиците со кои ќе се соочи, затоа што ќе се соочи со еден град во терминална фаза, да не кажам скрос умрен, како ќе го извади од умреноста, како ќе го крене, како ќе го воскресне, не знам, ќе му треба и магично стапче, ќе му треба многу волја, многу храброст и многу поддршка и од централната власт за таа работа, затоа што едно здраво Скопје, утре, едно Скопје кренато на нозе ќе подразбира многу криминалци, многу дивоградители, многу неплаќачи на данок, да завршат во затвор. Ке мора веројатно градот да инвестира во еден голем нов затвор, кај што треба да ги собере сите неплаќачи на данок. Оти да ви кажам еден податок, Скопје, од тие некој годишно што ги има 100 милиони буџет, огромен процент одат на плати за ова општинска администрација, што и сите служби, што се предпријатија, што се под закрила на градот итн. За градот останува нула. Но да ви кажам една друга процена на луѓе кои што се разбираат од тие работи, значи, се намислење дека во Скопје, кога секој би плаќал данок, кога секде би се издавале фискални мискални, дека Скопје би имал годишен буџет од милиарда евра. Тогаш, и нормално, треба да нема таков што ќе ги краде, и тогаш од Скопје може ќе биде град. Некојаш. Од услов, многу... сега, избегав од темата, небитно, што ми беше темата? Благодарение на тој пост, пред 2 дена седнав со наши архитекти, не е битно кои се, не знам дали не смеам да им ги кажам имињата, не битно, не сум се консултирал со нив, и една особа која што е у Министерството за култура ми потврди дека универзална сала, од септември тоа ќе почне изгледа, тоа или е завршена, не разбрав, тендерска постапка, така да универзална сала многу брзо ќе го добие својот оригинален изглед, тоа ќе биде реплика на универзалната сала сите што си ја знаеме. И еве тоа една прва вест, ми рекоа да не се секирам на таа тема, дека сепак универзална сала ќе биде изградена преку Министерството за култура, секоја чест за Министерството што ако го реализира овој проект,
и дека потоа од кога ќе се изгради, од кога ќе се најде инвеститор, од кога ќе се изгради, ќе биде префрлена ќе биде префрлена под закрила на, како што треба да биде под закрила на град Скопје. И тогаш само ќе треба да се одржува најгорливиот проблем на Скопјани, ќе добијат некои капитални објекти, како што времето на Грујот добија, ама после ќе дое некоја оние џукели за кои што сега зборев од почетокот, ќе дојдат на власт и ќе ги баталат сите објекти и нема да вложуваат и тоа ќе пропаѓа. Тоа е уствари нашиот однос кон нашата собственост, кон нашето поседуваме, кон нашата историја, кон нашето минато, кон нашата колективна меморија. Затоа ни се случува што ни се случува, затоа секој не негира, не понижува и така натаму. За ова исто зборував, да не се повторам пак. Значи, полека власта ќе ги преземе конците у своји раце цврсто. Се надевам дека сите проекти што и се углава дека ќе бидат реализирани, така што Жириновски не се надевај на пиено пиче, ич да не се секираш, предвремени избори нема да има. Вие својот крах, својата евалуација, својата проценката на љубовта на народот кон вас, симпатиите на народот кон вас, ќе ги видите на овие локални избори, каде што ќе доживеете уште поголема катастрофа од минатите локални избори и ќе мора да се соочите со уште еден катастрофален пораз, така што не знам зашто воопшто размислувате на тема предвремени избори, кои што дури да ги добиете утре. Дури Мицковски да стане сега утре са бајле и да рече: леле колку паметно збори оној Жириновски. Па зошто да не распишеме нови парламентарни избори, вонредни? Абе, Жириновски, ќе бидете прегазени као шлепер жаба, бе. Дали сте свесни? Или ова само така си барате, колку да сте актуелни у медиуми, колку да ширите фама дека владата ги изгубила конците, дека не знае што прави. Абе, доста со тие западњачки финти што ви ги кажуваат како да делуете за да индоктринирате, за да вршите пропаганда у народ дека нешто не е добро. Бе. Доста со тие финти, прочитани сте. Утре да добиете избори, абе, како да ти кажам, ВМРО ќе ве искине ко свиња кеса. Дали сте свесни за тоа? За какви уште предвремени изборите? Предвремени нема да има? Барем не се одма после локални, ве јеби го, може, појма немам. Али ја мислам дека нема таква работа да се случи, ке нема потреба. Него тебе ти е изгледа време да ги закачиш копачките на клин, на шајка, и дај земи нешто поработи, нешто нормално, нешто што зависи од, појма немам, што не зависи од партија, од функција. Чисто да те видиме во една таква улога. Што знам, утре да искочи на порталиве са бајле пример вест: Жириновски од денес вработен во Семкара Зуко. Малце досетиш под како е да продаш. Не ова, не го кажам со подценување некој за Зуко или за кај мене Грицко, не. Луѓето тоа го работат 40-50 години. Да те видиме. Или што ја знам, Жириновски од денес вработен во Стружанка. Така да вежбаш интеракција со муштири, со луѓе, да им се приближиш. Видете, господјо, овие свилени гаќи, не, чист памук поправо, од Стружанка колку се добри, имате 3 за 150 пара. Видете оваа бањарка од нашата фирма, колку убаво ќе ви стои. Гледате го таа комбинација на бои. Малце ќе продаш чорапи, гаќи, бањарки, мајци, памучни тренерки. Да видиш малце како се заработuje изворно. Ја, Жириновски, имам и тоа работена, не сум бил секојаш глумец, да тебам, мислам, извини за ова, да тебам, мислам, така, знаеш, малски ми искача тоа. Ја не сум бил, ја пред да станам глумец исто, имам работено и у пицерија, и не знам, тамо растоварано нешто, тамо на едно место, и тепис имам чистено машински по големи фирми, пошто се немаше пари, бе, моите дедовци, јеби га беа партизани, не беа доброволни български кматови. И јеби га, дојде едно такво време, никакво, кога морав нешто да работам за да имам, што се вика, сладолед да купам у тоа време.
Нема тоа патетично да го сваќате, дека ја не сум бил дете на стечајци, но нема врска, а? Татко ми многу млад умре, мајка ми ме гледаше, дедо ми док беше жив и т.н. Али јеби га, никој не бил кмат български на окупирано Скопје. Знаете ли, толку лесно беше за промена на име за договорот за пријателство со Бугарија. Затоа ли немаш проблем бугарите да ги внесеш уставот, а? Па нормално немаш проблем. Тоа се такви емотивни нишки, многу тенки, но многу цврсти с българскиот народ, с българската страна. Јас разбирам дека тие тешко се раскинуваат, па нормално е да ти е свеедно да бараш отварање на устав, пуштање бугари уставот, а при тоа да не ти е гајле дали бугарите го признаваат македонскиот народ, дали го почитуваат македонскиот народ, дали му го признаваат идентитетот, дали му го признаваат посебноста. Шо би те занимало тоа? И ти исто најде за бугарски пасоши да збориш. Како е у ВМРО демек имало многу луѓе со бугарски пасоши? Ја не викам дека нема. Ја имам чуено, искрено. Не го разбирам тоа со бугарските пасоши искрено и нема никогаш да го разберем и не ги оправдувам. Леп да немам да јадам, не зијам бугарски пасош. Па доста више си глумиме лудило едни на други. Морал, економски причини да замине, не го оправдувам. Извинете, може некој ќе се наљути, не го оправдувам. Не можам да одам против себе, против идеалите на моите предци, не можам. Извинете. Така што ти си најмалку повикан да збориш, сакам тоа да кажам, кој у ВМРО има бугарски пасош, нивни проблем, нивни сраме тоа, според мене. И ја да сум таквите би ги отстранил од политиката, или барем би ги тргнал, ако ми се вишело, би ги тргнал тамо втор, трете шалон или кај да или што и да. Мене лично ако ме прашате, било кој со бугарски пасош, у било која партија. Али ти си најмалце повикан да збориш кој у ВМРО има бугарски пасоши. Знаеш зошо, а? Женовски ти текна, зашо не си баш повикан да збориш кој у ВМРО има бугарски пасош? А? Не ти текна уше? Сакаш да ти кажам? Зошто не си повикан да збориш кој у ВМРО има бугарски пасош? А? Ајде ти кажам. Па зашто дедо ти твој бил доброволен български кмат на окупирано Скопје од страна на бугарскиот фашистички окупатор. Сврших. Готов сам. Ова колку беше убаво да се каже. Одма. Шприцен доживеав. Сквиртинг. Ова мислам на тие предвремените локални избори, предвремените парламентарни избори. Извинете, драги фейсбуковци. Ова беше метафорички, мислам, затоа метафора, да не кажам нешто безобразно, па затоа употребив една повеќе значна асоциативна метафора, која што не е на прва топка и не може, знаеш, човек што не е многу начитан, што нема некоја широки познавања у себе, општа култура што се вика, што не е родит, не може символиката веднаш да ја свати на оваа метафора, што туку што ја направи обратно. Многу тешко е за но е убава затоа што е таква повеќе значна и е малце така херметичка, не е лесна за толкување. Ме разбраш што сакав да ти кажам. Епа, внучко на некогашен доброволен български кмат на Скопје Сити, има убав ден, предвремени парламентарни избори, тој филм нема да го гледате во нашите кина.